Почитувани гледачи, во продолжение на програмата на КТВ телевизија емитуваме бесплатно представување на кандидатите за градоначалници во општините Кавадарци и Неготино. КТВ телевизија им понуди на сите кандидати по 15 минути бесплатно представување со цел нивните програмски определби да стигнат објективно до секој граѓанин, со цел граѓаните да имаат можност да се одлучат за кого ќе гласаат во недела на 15 октомври. Ги пренесуваме обраќањата или представувањата на кандидатите за градоначалници. Верица Арсова од кандидатура на ТМРО. Потоа следи обраќањето и представувањето на кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија Митко Јанчев. Следува представувањето и на кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ и Коалицијата Бетијане Китев и на крај ќе го следите представувањето на независниот кандидат за градоначалник на Кавадарци Борис Давидов. Почитувани сограѓани на општина Кавадарци. Јас сум Верица Арсова, кандидат за градоначалник на општина Кавадарци, представник на политичката партија ТМРО, подреден број 10, со листа за членови на совет, подреден број 10 со носител на листа Здравко Бошков. На овие локални избори сакаме да ви ја представиме нашата програма, која што е изработена на едно повисоко ниво, која што се залага за заштита и унапредување на сите граѓани во нашата општина. Сакаме да се задржиме на реконструкцијата на патиштата, односно реконструкцијата на нашите градски улици и инфраструктурата која што ни представува еден голем приоритет, но всушност тоа представува обврска на секој носител на оваа функција, а не некаков луксус. Односно, тоа се однесува на урбанизирање и асфалтирање, подобрување на реконструкцијата на нашите тротоари или оспособување на тротоарите за мајки, млади мајки со бебиња, како и велосипедски патеки. Со тоа ќе му возможиме на граѓаните на општина Кавадарци едно урбано живење, еден урбанизиран простор во кој што ќе можат безпрекорно да функционираат. Исто така сакаме да се задржиме на нашиот голем проблем со детските градинки. Знаеме дека во општина Кавадарци има 500.000 фамилии кои што имаат проблеми, кои што не може да ги запишат своите деца во градинки. Сметаме дека тоа е недозволиво. Секој граѓанин во ова општество треба да има право да го запише своето дете во градинка, без народски кажано фаќање на врски или пак членство во било која политичка партија. Сакаме на ова да обратиме големо внимание од причини што во општина Кавадарци има објекти кои што може да дадат услови, како што се салата Јасмин, кој што има неискористени објекти, простории кои што така стоат и во кои што може да се искористат за овие намени. Исто така и во нашата сала Партизан, како што знаеме, во моментов има објект кој што може да се определи за оваа намена, а сега во моментов представува фитнес сала за вежбање. Исто така имаме забелешка и на градинката која што е отворена до инфективната лабораторија, која што не представува местоположба за одгледување на деца. Во однос на стопанството сакаме да дадеме еден голем ефект во однос на тенденциозноста во издавањето на тендари, односно сметаме дека во општина Кавадарци треба да им се даде можност на сите луѓе кои што имаат фирми да учествуваат во тендерите, а да не се даваат приоритетно само на одредени фирми, затоа што знаеме дека тука сите се знаеме меѓу себе и не сакаме да се навлекува револтот на граѓаните. Односно, нашата програма има за цел унапредување на поединецот, затоа што нашата основна цел во нашата агенда и во овие локални избори 2017 година е силен поединец, силно општество. Само така ќе можеме да функционираме заедно и само така ќе можеме да си подадеме рака и да си пружиме меѓусебна помош. Сакам да се задржам и на унапредување на социјалната категорија на граѓани, кој што представува доста запоставена категорија на граѓани, унапредување на нивните права, вработување на барем еден член од нивните фамилии. Сакаме да ги унапредиме овие граѓани, односно да не се чувствуваат запоставени во ова наше општество, да не се чувствуваат дека нема кој да им подаде рака и нема кој да им пружи помош. Ние се залагаме во нашата програма за отварање на приватен центар за поддршка и помош на граѓаните кои што се погодени од елементарни непогоди, заштита на самохрани родители, односно преку давање на совети и финансиска помош на сметка на буџетот на општина Кавадарци, како и заштита на жртвите на семејното насилство. Да се види дека овие луѓе не се сами, да се види дека има кој да им подаде рака и има кој да им пружи помош, затоа што нашата основна цел е растење на млади луѓе, односно овие фамилии сите имаат деца.
Сакаме да ги унапредиме нивните деца, затоа што утре тие треба да дадат допринос во ова наше општество. Исто така сакам да се задржам и на поддршка на секој клуб во однос на спортот, поддршка на секој клуб кој што дава резултати, односно развивање на колективните спортови, кој што е и пракса во нашата општина, но сакам да напоменам дека ние акцентот ќе го ставиме на индивидуалните спортови, односно индивидуалните таленти, развивање на млади таленти кои што се индивидуалци, кои што имаат талент од различни области во нашето општествено живење, било тоа да е пеење, свирење, уметност, и нивна поголемо унапредување во земјата и во странство, нормално со финансиска поддршка на сметка на буџетот на општина Кавадарци. Во однос на зонското паркирање, ќе се залагаме тоа да биде во интерес на граѓаните на општина Кавадарци, односно првиот половина час да биде бесплатно, конкретно на улицата Илинденска, од причини што сите граѓани излегуваат на одредено време да завршат работа, така да не сакаме тоа да удри по джепот на граѓаните. Во однос на пензионерите, сакаме да извршиме нивно напредување, односно подржување на нивните цели и на нивните идеи во секојдневното живење, отварање на старечки дом и отварање на центри каде што тие ќе може да се анимираат. Исто така сакам да напоменам дека во план е објектот Винска куќа да им биде даден на пензионерите за време на летниот период за извршување на нивните секојдневни активности, а тоа ни беше определено и конкретизирано во нашата програма, нормално при излегување на терен и комуникација со овие лица. Сметаме дека доста голем проблем во Кавадарци представуваат кучињата скитници. Од тие причини се залагаме и во нашата програма е предвидено воведување на шинтерска служба, во која што ќе може кучињата скитници да се определат, односно да се сместат во одредени кафези, каде што ќе бидат стерилизирани, каде што ќе бидат вакцинирани и хранети, а со тоа и да ја развиеме повеќе свеста за посвојување на кучиња, а не за нивно купување. Исто така сакам да се задржам и на пазарот, односно представува доста голем проблем, знаеме веќе 10 години, пазарот представува доста голема рана во нашето општествено живење. Ние, од причини што имаме и листа за советници, би го поддржале секој проект за унапредување на пазарот, односно за негово покривање, за да не може за луѓето во зимниот период да не поминуваат со чадори и да нема некои одредени неприлики. Тоа е доста голем и комплексен проект, во кој што треба да се воведе и паркинг простор, за да нема мешаници на улиците за време на пазарните денови, како и да се реши проблемот со тоалетите на пазарот, односно да се изврши нивно целосно реконструирање од причини што истите се во целост руинирани и тоа е навистина срамно за едно урбано општествено живење. Ќе се залагаме и за изградба на јавни тоалети во општина Кавадарци, за нивно целосно унапредување, за да може да биде се во склоп со нашето општествено урбано живење. Имаме решение и за регулирање на проблемот со градскиот базен, кој што веќе подолго време е даден на приватен концесионер на користење. Сметаме дека тоа се нарушува угледот на градскиот базен и се ствара голема галама на граѓаните кои што живеат во околните згради. Нашиот предлог е уредување на градскиот базен во аквапарк за забава на најмладите лица во општина Кавадарци, а градскиот објект Ла Луна, кој што веќе подолго време е така оставен, да биде дискотека, да се пренамени во дискотека, во која што најмладите ќе може да се забавуваат и да се унапредуваат. Граѓаните на општина Кавадарци заслужуваат да живеат во една современа општина со современи услови за живот, а ние ќе се залагаме за таа намена. Драги сограѓани на општина Кавадарци, ве повикувам да гласате за силата, да гласате за младоста на 15 октомври да заокружите број 10 за кандидат за градоначалник од политичката партија ТМРО и совет на листа на советници под реден број 10, од причини што ние сме млади луѓе кои што се агилни во својата работа и издржани во своите цели и во своите проекти, се залагаме за едно урбано Кавадарци, за живот во Кавадарци, затоа што Кавадарци може, знае и умее. Почитувани сограѓани, јас сум Митко Јанчев, кандидат за градоначалник на ВМРО ДПМН. Пред себе ставив неколку стратешки цели, приоритетни проекти кои се од големо значење за Кавадарци. Со позитивна енергија и голем елан, заедно со мојот тим влегуваме во една нова етапа за Кавадарци и за граѓаните. Со свежи идеи, практични решенија и голема упорност ќе создадеме плодна почва за истекнување на успешните сограѓани, плодна почва за зголемување на успехот на младите во родниот крај. Кавадарци ќе стане пристојно место за живење, со изразена квалитетна и функционална инфраструктура.
поволна економска клима за привлекување на инвеститори. Кавадарци ќе стане привлечен град за младите кои ќе имаат прилика за успешна работа, забавен живот и културни активности. Имаме проекти кои обновуваме и градиме градинки, реконструираме училишта и ги подобруваме условите во истите, урбанизираме паркови и помали зелени површини околу стамбените згради низ целиот град, реконструкција на фасадите во централното градско подрачје за урбан изглед на градот, со што ќе се подобри и енергетската ефикасност и комфорт на граѓаните. Спортски и рекреативни центри кои досега му недостасуваат на овој град, Кавадац ќе прерасне во модерна урбана заедница со повисок стандард на живење и подобрување на квалитетот во инфраструктурната база на градот. Проектот Мој општинар е иновативен проект кој кај вас, граѓаните, предизвика позитивни реакции. Че можете секојдневно да ги решите своите проблеми преку лице Мој општинар кој ќе биде на терен во функција на вас, граѓаните. Изградба на дестилерија, односно погон за откуп на грозје, ќе го реши трајно проблемот со пласманот на грозје, ќе се доизгради и системот за наводнување Сува гора за Бегниште и Резава. Го ставаме здравото и живењето на прво место преку изградба на велосипедски, пешачки патеки и спортски рекреативни центри. Предвидени се да се изградат повеќе игралишта за различни намени, она што недостасува во Кавадац и игралишта ќе биде опременето со реквизити за подлога за деца до 4 годишна возраст. Реконструираме повеќе фудбалски игралишта и ќе ги поддржуваме сите спортски клубови. Кавадац е спортски град, спортот и младите се нашата иднина, затоа за нив имаме проекти кои ќе придонесат за правилен развој и спортски дух. Ја подобруваме енергетската ефикасност во објектите за колективно домување. Образованието во Кавадац ќе добие добри услови во однос на бесплатен превоз на наставниците и учениците, изградба на спортски сали, обновување на инвентарот и извојување на буџет за успешни ученици кои се запишуваат на факултетите во Кавадац. Ќе се продолжи урбанизацијата на сите села во Кавадац. Исто така, предвидена е урбанизација и на викенд на селбата на Тиквешко езеро. Зачувување и унапредување на животната средина имаат посебно место во нашите програмски определби. Законската регулатива и гласувањето на работите на компаниите, како и однесувањето на населението согласно со пропишите на еколошки стандарди, се значаен придонес во зачувувањето на животната средина. Во наредниот 4-годишен период посебен акцент ќе се стави на подигање на свеста кај децата за нивно соодветно еколошко образование, кај населението за подобрување на еколошката свест и култура, како и кај земјоделците за користење на еколошки средства за заштита. Ќе субвенционираме замена на грејни тела со поеколошки алтернативи. Имаме регионален план за управување со отпад, околу сите стамбени згради ќе направиме мали зелени парчиња, ги уредуваме комплетно градските гробишта. За поголема безбедност на нашата околина во која се соочуваме со огромен проблем, ако чијата скитници воведуваме шитнерска служба. Комуналните дејства во Кавадац ќе ги ставиме на повисоко ниво, реконструкција на постоечкиот колекторски систем на место кај што е потребно, изградба на нов колекторски систем кој ќе го офати Марена се до Сопот. Кејот на Луда Мара ќе го доизградиме, места кои сега се депонии ќе станат место за прошетка и релаксација. Имаме изградба на 2 кружни текови со кои ќе се регулира сообраќајниот метеж, комплетна реконструкција на целото улично осветлување. За развивање на туризмот во Кавадац ќе се залагаме со реконструкција на винста куќа, која ќе има изложен ден за вина и целосно уредување на локалитетот Моклиште. Тиквешкиот гроздобер, како традиционална манифестација, ќе го вратиме со полн сјај преку програма која ќе биде достапна за една ваква манифестација и исто толку ќе биде и достојна. Градиме 2 нови градинки, со кои ќе се решат проблемите на родителите и децата ќе имаат одлични услови за престој. Предвидена е детска градинка во село Возраци во склоп на училиштето. Она што му недостасува на Кавадац е старечки дом. Имаме предвидено и изградба на старечки дом, урбанизација на градежна парцела за изградба. Со цел побрзо и полесно снаоѓање во државните институции за лица со хендикеп, во секоја државна институција се назначат лица кои се задолжени да им помагаат во остварување на нивните права. Во наредниот период ќе бидат организирани напредни обуки за сите одговорни лица, преку кои ќе ги подобриме своите вештини
за уште полесна комуникација со овие лица. Со реализација на оваа мерка, лицата со хендикеп полесно ќе ги остваруваат своите граѓански права и обврски. Со пробивање на неколку улици би се подобрил сообраќајот. Ќе се направи пробивање таму каде што има поголема потреба и олеснуваме на функционирање на граѓаните и подобрување на сообраќајот. Ова се само дел од проектите кои ги имаме предвидено за овие 4 години. Нудиме реални решенија за проблемите кои ги имаме. Нашата програма има проекти кои трајно ќе ги решат проблемите и проекти кои се реални. Со ваша поддршка ќе реализираме проекти кои ќе ги подобри земјоделството, ќе ја подигнат културата на повисоко ниво, ќе изградиме квалитетно образование и забавна средина, во која ќе задоволиме апетити и на младите. Сега ќе бидат тука, сега за вас. Вашите желби, барања и проблеми, довербата која ќе ми ја дадете, ќе ми биде предизвик за напорна и успешна работа. Од минатото ќе учам за грешките, но и од позитивните работи. Сегашноста ќе ја живееме заедно, сплотени во едно, а иднината ќе ни биде наш заеднички проект за создавање на убаво и квалитетно Кавадарци, какво што заслужуваме сите ние. Верувам дека само заедно, со обострана доверба, поддршка и почитување ќе создадиме убав и квалитетен живот. Мојата благодарност ја насочувам кон ВМРО ДПМН и вас граѓаните за дадената привилегија заедно да станеме град кој ќе служи за пример, град кој ќе се извојува со квалитетен и убав живот. На 15 октомври да излеземе масовно, да го дадеме нашиот глас. На Кавадарци му треба лидер кој ќе ви ги води домачински и просперитетно овој град. На Кавадарци му требаме заедно, сплотени во едно. Заокружите го броја 13, за убаво Кавадарци, Кавадарци на прво место. Почитувани кавадарчани, почитувани сограѓани, користам прилика преку локалните медиуми да упатам порака и повик до вас да го искористите вашето право на глас во недела на 15 октомври и да го заокружите редниот број 19 и за избор на градоначалник и за избор на советничка листа која што ќе има мнозинство во Советот на општина Кавадарци. Идејата на овие локални избори во оваа кампања која што ја водиме повеќе од 18 дена е во насока на тоа да ја презентираме нашата реално остварлива програма која што ќе значи на крајот, после завршувањето на нашиот 4 годишен мандат, шанса Кавадарци да добие поурбанизирана Кавадарци да биде поурбанизирана општина, да биде општина во која што ќе се решаваат проблемите на граѓаните и општина која што ќе биде во директна, би рекол, корелација со она што значи интерес на секој наш кавадарчанец. Во кампањата, во изминативе денови, успеавме, а тоа ќе го направиме и во преостанатите неколку дена, кои што остануваат, да допреме до секој наш кавадарчанец. Подаваме рака кон секого. Не ги делиме луѓето, ниту по партиска, ниту по етничка, ниту по религијска основа. Битен, важен ни е секој наш сограѓанин кој што живее со своето семејство тука во општина Кавадарци. Затоа се обраќаме до секој и затоа бараме поддршка од секој. Ве убедувам дека доколку добијам шанса на 15 октомври, јас ќе бидам различен во многу аспекти од водењето на локалната политика од тоа што до сега го практицираше ВМРО ДПМН. Нашата идеја е, нашата цел е општината да ја направиме да биде услужна и отворена. Да има еден ден во неделата кој што ќе биде ден исклучиво за вас, граѓаните на Кавадарци. Да може секој од вас да дојде до градоначалникот и во тој ден транспарентно, јасно, отчетно да биде разгледан неговиот проблем и доколку е градоначалникот директно надлежен за решавање на тој проблем да почне да се решава или да биде решен со некаква одлука. Ветувам дека корупцијата ќе ја сведеме на минимум и дека ќе сториме се општинската администрација да биде насочена во насока на подобрување на услугите за сите наши сограѓани, во подобрување на експедитивноста, значи во начинот и во брзината на решавањето на проблемите кои што ги имаат граѓаните и на некој начин трошењето на секој годишен календарски буџет кој што ќе биде изгласан од Советот на општината, да биде тоа правено на транспарентен начин, за да граѓаните знаат на каков начин и се полни буџетот, но и зашто точно се трошат парите на сите кавадарчани.
Бидејќи е изворна надлежност на општината, нашите клучни приоритети ќе бидат насочени кон решавање на инфраструктурните проблеми. Тоа значи дека ќе се зафатиме во костец со се она што значи комунална изградба, средување на сите главни сообраќајни артерии во градот, кои што се сега неуредени, несредени или раскопани, и тоа ќе биде наша примарна цел во делот на комуналната изградба. Ќе го слушаме гласот на граѓаните. Нема да носиме одлуки за тоа и нема да го примениме принципот на решавање на комуналните проблеми по приватен клуч, како што тоа до сега беше правено. Туку ќе го имаме во предвид гласот на граѓаните кои што доаѓа директно од урбаната заедница. Местната заедница е клетката во дејствувањето на секоја општествена, би рекол, организација која што е во директна врска со општината. Општината има интерес од местниот одбор исто така пак има интерес од носење на брзи и квалитетни одлуки на локалната самоуправа, на градоначалникот и на советот. Така да сите оние предлози кои што ќе дојдат од местниот одбор, а тоа се предлози директно кои што произлегуваат од граѓаните, ќе ги ставиме на дневен ред, ќе ги разгледаме и тие ќе бидат решавани сукцесивно, онака како што ќе носи одлука советот на општина Кавадарци. Ќе ги решиме сите оние, би рекол, инфраструктурни проблеми кои што градот го мачат години наназад. Ќе се обидиме и сум сигурен дека ќе го затвориме конечно деценискиот проблем со градскиот пазар во Кавадарци. Ќе го разгледаме добро договорот кој што сегашната локална самоуправа го направи по пат на јавно-приватно партнерство, го склучи за решавањето на проблемот со паркирањето. Тоа се два клучни, би рекол, моменти кои што му тежат на Кавадарци и кои што идниот градоначалник мора да ги решава. За затварање на прашањето со градскиот пазар и решавање на проблемот со паркирањето. Олеснување на работата на такси службата во Кавадарци. Исто еден од клучните проблеми кои што самите, би рекол, превозници, самите таксисти кои што функционираат на територија на општина Кавадарци го искажаа на нашите средби, пред се во обезбедувањето на соодветни паркинг простори за нивно позиционирање во градот и од друга страна за побрза, поекспедитивна услуга на таксистот, посебно во период кога се пазарните денови. Ќе влеземе во решавање и во расчистување на се она што значи партизирање на основното, на средното образование и на она што значи детска заштита во Кавадарци. Дефинитивно ќе го надминиме проблемот со немање на доволен простор за сместување на децата, посебно преку изградба на нова енергетски ефикасна градинка, на локации кои што и сега се наменети согласно урбанистичките планови во општина Кавадарци, и на тој начин ќе го затвориме исто така едно од големите прашања кои што го мачат Кавадарци. Родителите повеќе да немаат потреба да интервенираат кај било кој политичар, кај било кој представник на извршната или на локалната власт за нивното дете да биде сместено во градинките во Кавадарци. Едноставно, со градењето на нова енергетски ефикасна градинка ќе овозможиме соодветен простор, заштита за општината, но од друга страна и решавање на она што значи потреба на граѓанинот, на кавдарчанецот, долги години назад, токму од аспект на, би рекол, немање на простори и услови за сместување во актуелните капацитети кои што ги нудат градинките во Кавадарци. Тоа е наша примарна цел и во координација со Министерството за труд и социјална политика во мандатниот период од 4 години, тоа прашање исто така ќе биде затворено и Кавадарци ќе добие нова современа градинка која што ќе испадне во пресрет на барањата на сите родители кои што сакаат своите деца да бидат на безбедно, мирно место и да заедно помогнеме во развојот на образованието на сите оние кои што од мали нози се должни општината и државата да им овозможи простор добар и квалитетен за настава. Исто така, наш клучен приоритет е враќање на спортскиот дух во градот. Имав поголем број на средби со сите, би рекол, спортски колективи изминатиот период во кампањата. Ги знам нивните маки, ги знам нивните проблеми и од инфраструктурен аспект, но и од аспект на она што значи квалитетна програма за да можат тие на некој начин преку своите секојдневни тренинзи кои што ги одржуваат и секојдневни во овој момент немање на услови кои што ги имаат да ги промениме во насока на тоа што самите спортски колективи ги бараат. За мене е важно за сите недипломирани студенти на факултетот за физичка култура кои што добиле
диплома, а при тоа се невработени, доколку нема простор во основните и во средните училишта да се вработат како дипломирани професори по физичко образование, тогаш да им даде општината шанса, доколку се специализирани за одредена спортска дисциплина, седно дали е тоа фудбал, кошарка или ракомет, општината да им излезе во пресред со тоа што ќе им даде шанса преку финансирање на такви младински школи да ги задржат сите млади спортски таленти тука на територија на општина Кавадарци и потоа тие таленти да добијат шанса во клубовите, во соодветните клубови по фудбал, по кошарка или по ракомет и така да продолжи развојот на спортот во градот и во Кавадарци. Че ги реконструираме сите селски фудбалски игралишта кои што сега се во многу лоша и несоодветна, би рекол, во несоодветно обкружување пред се од инфраструктурен аспект оставени и заради кои што фудбалерите на одредени, би рекол, клубови во општинската пред се фудбалска лига не можат да играат на тие стадиони заради немање елементарни услови за игра. Че ги искористиме фондовите и преку фудбалската федерација и преку УЕФА и ФИФА да ги обновиме спортските терени. И на игралиштата во Сопот и Марена, особено во Марена, во Дреново и се разбира спортскиот центар Јасмин. Требата да ја обновиме хортикултурно да се дотераат тие простори и тоа да бидат, би рекол, современи тренинг центри кои што утре фудбалските екипи и пред се младинските школи ќе можат да ги користат. Не е добро секоја младинска школа да го користи фудбалскиот клуб Тиквеш како единствено место каде што може фудбалерите да тренираат. Имаме спортски терени, важно е локалната самоуправа да се вклучи во процес на ревитализирање на она што значат фудбалски терени и да овозможи младинските категории да имаат простор и место каде што би можеле да се развиваат и да продолжат да го искажат својот, би рекол, спортски талент. Давам акцент на фудбалот, но тоа не значи дека ракометот, кошарката или дека индивидуалните спортови ќе ги намали, дека ќе бидат заборавени. Напротив, секој оној кој што е талентиран спортист ќе добие и признание од општината, но и ќе добие шанса понатаму да продолжи во својот развој. Токму од тој аспект, општината за да ги реши овие прашања преку одлука на совет, прво што ќе направиме е да го зголемиме буџетот за спорт генерално. Но некако до сега, туку транспарентно, честно и одговорно да се знае секој денар за што ќе биде потрошен. И токму од тој аспект мислам дека со изборот мој и со изборот на советничката листа под редниот број 19 на СДСМ и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, гарантираме дека ќе го вратиме не само спортот и животот во спортот во Кавадарци, туку ќе дадиме шанса младите да се оттргнат од пороците во Кавадарци и својот спортски талент да го пренесат на сите оние кои што сакаат да се занимаваат со спорт. На тој начин ќе ги мотивираме не само поголем број на млади таленти да се вклучат во спортско дејствување, туку на некој начин ќе дадеме шанса за сите оние наши кои што сега заминуваат, а при тоа ги оставаат клубовите тука заради немање доволно финансиски средства, ги оставаат клубовите во една незавидна позиција. Ако е спортот една од водилките, да кажам, за задржување на младите луѓе тука во Кавадарци, тогаш сигурно, од друга страна, едно од клучните прашања кои што исто така ќе биде сериозно третирано од новата локална самоуправа во следниот 4 годишен период ќе биде и гасификацијата на Кавадарци. Гасификацијата на Кавадарци е еден од мегапроектите кои што е од исклучителна важност и за физичките и за правните лица во општина Кавадарци, заради тоа што преку гасификацијата прво ќе го намалиме долгогодишниот проблем со загадувањето на воздухот во Кавадарци. Ќе ги намалиме сметките за електрична енергија и ќе овозможиме на секој можен начин, прво, еколошки ефтиниот енергенс да стигне и до компаниите, но и до граѓаните потоа во соодветен, би рекол, во еден разумен временски период до секој кавадарчанец во општина Кавадарци. Со тоа ќе овозможиме Кавадарци на вистина да заличи како европска општина која што овозможила не само од инфраструктурен, од образовен или од спортски аспект да се развива, туку едноставно преку гасификацијата на Кавадарци ќе го реализираме долгогодишното ветување на многу претходни локални самоуправи и на многу претходни, би рекол, централни власти кои што се менувале во текот на годините наназад. Генерално, почитувани сограѓани, драги
кавадарчани, нашите идеи, се надевам дека и нашите предлози, се надевам и сум сигурен дека стигнаат до вас. Јас ве повикувам на 15 во недела да гласаме онака како што вашата совест и разумот ви говори. Добро е, после промената на власта на централно ниво, да направиме промена на власта и на локално ниво. Исклучително е важно градоначалникот да соработува со министерствата и со она што значи државна управа. На тој начин ќе има поголема искористеност и на домашните фондови, на тој начин ќе има поголема искористеност и на европските пари и на европските фондови кои што многу малку до сега ги користеше општина Кавадарци. Само на тој начин, преку одговорно, честно, транспарентно, отчетно работење на идниот градоначалник, општина Кавадарци може да биде општина за респект и пример за сите останати општини во Република Македонија. Ви давам збор дека така ќе работам и сум свесен за одговорноста која што ќе ја носам како градоначалник. Биете сигурни дека нема да биете изневерени. Се што говорам сега пред камера ќе биде така реализирано во текот на мојот 4 годишен мандат. Ве повикувам во недела да го искористите правото на глас и да гласате за редниот број 19, за градоначалник на општина Кавадарци, за Бетијане Китев и за носителот на советничката листа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на коалицијата доктор Виолета Димитрова. Живееме навистина во еден нов свет, во кој се барат сосема нови луѓе, нови идеи, нова креативна имагинација од луѓето, затоа што тој нов и овај свет бара навистина луѓе далеко похрабри и луѓе кои знаат на некој поинаков начин да ги менаџираат, да ги сработуваат работите. За сето тоа ново, поинакво гледање на работите, нова една атмосфера воопште, не само кај нас и во светот, стои еден нов квалитет, а тоа е квалитетот на човекот. Значи, оној кој треба да ги води, да ги менаџира работите. Тој човек, навистина, мора да има длабоко отворено срце, мора да ги разбира луѓето, да ги сваќа состојбите, брзо да реагира, да има храброст и одлучност, да превзема адекватни мерки и пред се да биде секогаш и секаде со своите луѓе спремен да им служи на своите луѓе. Навистина досега одевме по една инертност повеќе, да кажам, на секои избори некако слично се повторувавме. Јас се надевам и мислам дека овие избори веќе ќе донесат некои поинакви ветришта, ќе донесат некои поинакви луѓе и дека ќе почнеме работите да ги завршуваме на некој поинаков начин. Затоа вие и тоа знаете, и разговаравме и за тоа. Вие знаете дека јас одам сам. Заправо не одам сам, зад мене не стои ни една политичка партија, но реков за среќа, зборовме и за тоа, за среќа, сум имал среќа да ви имам вас, да имам вашата поддршка и да имам вашата енергија. Према тоа не се уопште чувствував сам, туку вашата енергија ми дава некако пострек, моќ и слично да истрајувам во овие моменти, во овие ситуации, не се едно се работи за општински избори, за нашите работи овде како да ги средиме, значи се работи за секојдневието на сите нас кои живееме овде. Према тоа, одговорноста е секако голема, јас сум свесен за тоа, секако дека и моите колеги се свесни за тоа, така да не е седно и кога човек ќе се осети сам или осамен и слично тоа е уште ја влошува ситуацијата, но реков, ве имам вас и вашата поддршка и сум благодарен заради таквата ваша поддршка. Јас секако дека при разговорите реков, зборував дека за тоа со првото мое избор и настапување во новата улога како градоначалник ќе се зафатам со реорганизирање на општинската организација. Зошто? Затоа што додека
секако дека јас познавам некои области од живењето тука во просветата, во малото штопанство, во трговијата, во угостителството, бидејќи и јас сам ги работев тие работи овдека, но администрацијата исто така, сум работел и таму во органите на управата и во државните органи и слично. Има, како да кажам, недоречености, треба да се организира таа администрација на еден по-успешен начин, да може да ги менаџираат работите по-успешно и да бидат во тимови, во духот на пријателство, заедно да работат, да бидат и тие задоволни од она што го работат за граѓаните. Значи, граѓаните да имат брза, ефикасна, што се вика, навремена услуга, исто така не само граѓаните, и субјектите кои работат малото стопанство и оние сите трговија и така натаму, да не се чека непотребно. А нема да се чека непотребно затоа што луѓето ќе бидат задоволни од тоа што го работат. Значи да си одат и тие радосни дека се од голема корист за развојот на нашата општина како општинска администрација. Тоа е прво што би сакал и мислам дека таму има прекрасни луѓе и слично, да ќе се изорганизираме многу брзо и ќе одговараме на потребите на сите нас во општината. Често пати ми смета, на сите нас ни смета тоа што градот ни е некако како запуштен и ни треба, значи, една поинаква еколошка свест. Јас барам и натаму поддршка и од медиумите, и од наставниците, и од родителите, сите заедно, да почнеме да го чистиме градот, улица, паркови, зеленила, сето тоа, значи се што значи град, но дворови, тераси, фарбање и слично, но пред се чистење на свеста. Ние довдека што ја дотеравме работата, затоа што ни е загадена свеста. Разни не како да кажам, неодговорни некои луѓе во медиумите, не зборувам ја за кавадаци, уопште за медиумите зборувам, со неодговорното однесување просто потикнуваа омраза меѓу луѓето, нетрпеливост. Се натрпаа многу предрасуди меѓу нас и наместо сплотени и хармонични да работиме, да се гледаме работата секојдневието овдека ние во општина Кавадарци, сите почнавме да расправаме големи политики, да се караме меѓу себе и тие такви недоразбирања дојдоа и до нетрпеливост, па и омраза. Замислите, сите сме комши во малечко овдека општина живееме во мало градче, сите сме комши и пријатели, роднини и така натаму, стана еден анимозитет, една нетрпеливост, поделби и така натаму, и тоа никаде не може да не води на добро. Можеме само да влошуваме ситуацијата. Оттаму, јас баш за таквото чистење, за таквата еколошка пред се за свеста во себе, колку е важно да имаме радосна понесеност, да имаме добра волја и да превземаме акцију, и за мене нема друга религија. Тоа е највисока религија, тоа е највисока свест. Према тоа, сите заедно да знаеме дека можеме имаме секакви, фала Богу, луѓе спремни, способни овдека луѓе од сите области, од сите бранши, така да, значи, само во заедништвото, затоа што често пати зборував јас дека, заради тоа нетрпеливост и незаедништво и диносаурусите исчезнале од земјината топка, а останаа они кои се убаво организирани, заедно работат мревките и пчелите и така натаму, пчелите и се уште, без обзира што често пати ги труеме со овие препарати, тие се уште донесуваат мед и така ќе биде и во иднина. Значи, многу е битно тие да ги пратиме тие природни просто инстинкти, дека заедништвото, радоста меѓу нас, духот на пријателство ни се неопходно потребни. После ќе ги чистиме и ќе ги чистиме зимото цело време, имаме за генерално чистење на улици, тротоари, паркови, зеленила и се што реков овдека во општина Кавадарци, напролет да можеме да ја озелениме, да ја расветиме, да ја насадиме како што треба општината, лека по лека да ја претвориме во едно убаво место за живење, за одгој на нашите деца и на сите нас. Убавината е еманенција на крај крајев на душата, тоа е длабока потреба на секој нас. Натаму она зашто разговаравме многу често, нема потреба од некакви недоверба едни према други. И просто како да имаме нека комплексна, помала вредност. Не, ни треба повеќе самодоверба. Јас реков дека можеме и ќе направиме се што треба да ги
да ги промениме состојбите на позитивно. Јас верувам во тоа, тоа е можно, имаме огромни можности. Ние живееме во една општина со можности. Еве, сега ја споминав сите села горе во бивша општина Конопиште, Бошавијата и како ја викаме Витачево и слично. Значи, можности навистина Елдорадо, навистина неограничена. Во сите домени, зар нема место таму за сточарство, зар нема место таму за здрава, еколошка, органска храна и така натаму. Зар ние мораме да купуваме секакви млека од секаде и јајца и не знам непроверени, копани, замрзнати и слично. Тоа е навистина просто несватливо. За мене тоа е несватливо да имаме такви можности огромни, а тоа сето да го напуштиме. И безгрижно така овдека да си чемрееме во кавадарци и слично и да се расправаме како некои, не знам, албанци, не знам кој ќе дошол, кој ќе отишол, ќе ни ја земе Македонија, а ние сама таква прекрасна планина, води, сите ресурси ги имаме, сето го напуштивме и безгрижно така го заправаме. А имаме инфраструктура до таму. Од таму, граничниот премин, Пулевац, поготово, бидејќи ние сме загледани во Европа, обично мислиме Европа дека е Берлин, Париз, таму некаде далеко Рим и слично на тоа. 1000-2000 километри до таму. А имаме само неколку километри до граничниот премин Пулевац. Да место тука ни е Европа на границата, значи Грција, Македонија, тој дел на Грција сега и така натаму, ние на границата, ние таму се загледуваме и слично, наместо тоа 3,5 километри таму да го направиме како треба, граничниот премин да го отвориме, да бараме помош од владата, од сите институции на државата, тоа е интерес на цела држава Македонија и да бидеме непосредно, директно врзани во Европа, а оттаму тие се многу повеќе таму од другата страна на границата и така натаму со повисоки стандарди на живење. Значи, овдека ќе дојдат и сите услуги, целата трговија да се разработи. Еве, не треба многу мудрост за да човек види што се случува со Гевгелија. Немаат невработност, платите и стандардите му се далеку неупоредливо повисоки од нас, се троше на пазарот, трговијата целата работи и слично, затоа што еден имплант, еден зап насаден во Гевгелија е 500 евро, а во Солон, односно во другата, преку границата, во Грција е 1500, 1800, 2000 евра. Дојдоа тие стоматолози и од Скопје, и од Прилеп, и од Велес и така натаму, сите отворија бизнеси во Гевгелија, затоа што има работа. Ако имаме ние работа, и ние овдека ќе отвараме, ќе се отварат и нови, и тие ќе се подигнуваат бизнеси и слично на тоа. Неправедно, јас зборувам дека многу голема неправда направивме према малото стопанство, према малите овие фирмички, занајчиите и слично, некои средни прерасна, наместо да му посветиме должно внимание и да знаеме секогаш да имаме во свеста дека тие се направени од многу вредни, многу жилави луѓе, кои со малку пари, но со многу труд и непроспиени ноќи ги направија тие фирми и некои вработуваат. И со наша помош, ако ги помогнеме тие фирми, ако соработуваме со нив на адекватен начин, тие фирми ќе растат, ќе вработуваат, еве каде може да се креираат нови работни места. Јас затоа велам кога непотребно слушаме други медиуми, недобронамерени некогаш новинари и слично, значи туѓи тапани, наместо ние да се преслушаме, да се загледаме во себе, да имаме ние самодоверба овдека и да си ја тераме нашата работа, можеме да успееме и јас ме уверувам сите вас, драги мои сограѓани, дека ќе успееме. Оттаму, јас зборував многу често за лозарството да не правиме муабет, за цените, за поинаков начин, за правење пазар, за да видиме како можеме дел да го преработуваме кај нас. Има грозје за сите, квалитетно, фала му на Бога, према тоа има производи од грозје, не само вино, ракија, маџуни, рачели, равени, шо не, но ни треба и пазар. Треба тоа сето да се средиме, да направиме задруги. Сега ние сите правиме притусици на овие кои ги имаат винарските визби. Мораме да разбереме дека ние треба да се организираме можда по реони, можда едно здружение во Сопот, друго во Бегниште и така натаму, значи на повеќе места да направиме и тоа компании
кои со 2-3 вработени ќе ги менаџираат работите, ние од општината се срдно да им помагаме и така натаму, тука голем менаџерски тим и слично тоа, значи да видиме дека на друг начин можеме и мораме да се организираме. Значи, тоа е околу лозарското е тема, сум зборувала сите овие години, нешто помагав колку можав и слично на тоа. Пазар, ладилници, градски пазар, 12 деца, патеки, бициклистички, да се растовариме од овај хаос на автомобили и слично. Паркинзи, има место кај да се направат паркинзи, но мораме да му дадиме на екологијата, на бициклистите, да водиме сметка за децата пред се, за луѓето и така натаму, но да не ги заборавиме и животните и се што значи, се што е диво за во нашата општина Кавадарци и се да заштитуваме. Оттаму јас како да кажам, човечки ве поздравувам и ви се заблагодарувам дека ме поддржувавте. Јас верувам во вас, уште еднаш повторувам, знам дека ќе го направите правиот избор, правилниот избор, дека ова е сериозна работа и дека работите треба да ги заедно да ги менаџираме, да ги работиме, да се сплотиме и слично за да направиме навистина не само економски развој на општината, туку и уопште развој на меѓучовечките односи, мислам на еснавски односи и на слично тоа, за да имаме еден поубав, еден подостоинствен живот овдека, една поубава средина. Јас ви благодарам во тоа име и ве повикувам на 15 октомври сите да излеземе на избори, да го направиме правилниот избор и да почнеме со работа, што се вика, да се ги засукаме ракавите. На нашата покана за бесплатно представување се одзва и сите кандидати за градоначалници во општина Неготино. Ги пренесуваме представувањата на кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН Златко Пенков. Потоа следи обраќањето и представувањето на кандидатот од СДСМ и коалицијата Тони Делков и на крај обраќањето на независниот кандидат Ѓорѓи Ајтов. Почитувани сограѓани, дозволете ми на почетокот да се представам. Моето име е Златко Пенков и јас сум кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија за општина Неготино. Почитувани сограѓани, општина Неготино ги има сите предуслови да ја направиме уште подобро и уште подостоинствено место за живење. Постојано, мојата лична животна мисија е да им помагам на сите мои сограѓани секојдневно, постојано, и тие тоа добро го знаат. За подобро утре на сите нас, со што видно ќе го подобриме квалитетот на живење на сите граѓани во општина Неготино. Како градоначалник на општина Неготино, ќе се залагам сите потреби на граѓаните од нашата општина да бидат задоволени. Јас, како иден градоначалник и мојот тим, имаме јасно изразена визија. Неготино, општина со сите обележја на урбана и модерна средина, во која секој граѓанин има свој простор да твори и да го даде својот придонес. Почитувани сограѓани, нашата заедничка визија ќе ја оствариме со реализирање на огромен број на проекти. Тие проекти се содржани во програмата за локалните избори 2017 година. Дозволете ми накратко да се задржам на неколку проекти. До завршување на проектите за комплетно решавање и подобрување на водоснабдувањето во Неготино преку реконструкција на водоводната мрежа на 5 улици во градот, доведување на дополнителни 30 литри вода во секунда во системот и изградба на филтер станица. Ова е апсолутно најголемиот приоритет во Неготино и ветувам дека максимално ќе се заложам Неготино повеќе да нема рестрикции за вода. Приоритет во општината е и асфалтирањето на улиците во градот Неготино и сите населени места, со што ќе го дадеме својот допринос за побезбеден и регулиран сообраќај како во градот, така и во населените места. Следен приоритет за нашата општина во наредниве 4 години е обезбедување и регулирање на паркинг простор во градот. Во центарот на Неготино, со што ќе се реши сообраќајниот метеж. Недостаток на паркинг места се наметнува како потреба секојдневно и затоа јас и мојот тим ќе обезбедиме дополнителни паркинг места во градот,
а сигурно дека ќе ја разгледаме и можноста за воведување на зонско паркирање во централното градско подрачје, со што видно ќе ставиме ред во регулирање на сообраќајот. Уште еден инфраструктурен проект во мојата програма е изградба на кружни текови, и тоа на влезот во градот Неготино, кај спортско-рекреативниот центар Младост, во центарот на градот и на излезот од градот кон Кавадарци. Со изградба на овие кружни текови ќе дојде до полесно одвивање на сообраќајот во центарот на градот, како и полесно и побезбедно вклучување на сите учесници во сообраќајот на излезот кон Кавадарци и влезот во Неготино од двете страни на градот, со можности за приклучување на улицата Индустријска, наменета за движење на тешки товарни возила. Почитувани сограѓани, следен проект асфалтирање на главната улица во село Тремник, додека во село Војшанци асфалтирање на пристапна улица, како и поставување на фекална канализација за селата Црвени брегови и Дуброво, како еден од најбитните предуслови за градење на урбани заедници. Во наредниве 4 години планирано е уредување на централното подрачје во селата Криволак, Тремник и Курија, со асфалтирање и поставување на урбана опрема и паркови. Понатаму, за да градот Неготино добие модерен пазар, реконструкција на градски пазар Неготино, со обезбедување на покриена конструкција и нови тезги, кој што е повеќе од неопходна. Поради зголемениот број на работни места во последниве години, а благодарение на раздвижувањето на пазарот на работната сила и инвестициите во Република Македонија, повеќе од видлива е потребата за зголемување на капацитетите на детската градинка во Неготино. Затоа ќе ги зголемиме капацитетите на истата и ќе создадеме услови сите дечиња да бидат згрижени и повеќе да нема листи на чекање. Се со цел да се обезбеди повисоко ниво на комунална услуга спрема граѓаните, ќе направиме набавка на возила и комунална опрема за потребите на јавното претпријатие Комуналец. За најмладите и повозрастните, спортувањето и рекреацијата стануваат дел од секојдневното живење на граѓаните во општина Неготино. Затоа ќе се реконструира градскиот стадион Неготино и спортско-рекреативниот центар Младост, со цел понатамошен развој на спортот и други рекреативни содржини во Неготино. За сите спортисти во градот ќе овозможиме поддршка на постојните локални спортски клубови, како што се фудбалскиот клуб Вардар, ГФК Неготино, кошаркарскиот клуб Неготино, ракометниот клуб, кикбокс клубот, градскиот шаковски клуб, како и сите спортски клубови кои во иднина ќе се отвараат, се со заложба за развој на спортот во општина Неготино. За најмладите жители во општина Неготино планирана е изградба и уредување на 6 детски забавни паркови, од кои 3 во градот и 3 во дел од населените места. Исто така, одржувањето на веќе постојните е дел од мојата програма. Отварањето на дневен центар за деца со пречки во развој до 18 години е повеќе од известно и е дел од програмата која што содржи уште многу други проекти. Само ќе ги напомнам. Изградба на тротоар по должина на главната улица во Неготино, уредување на централното градско подрачје преку хортикултурно уредување на постоечките зелени површини и дополнување со нови. Набавка на уреди за детекција за откривање на дефекти на водоводната мрежа, подобрување на енергетската ефикасност на гимназијата Свети Кирил и Методи, изградата на локалната самоуправа со поставување на нови врати и прозорци. Изградба на велосипедска патека, оформување на паркова површина кај спомен Костурницата. Во наредниот проект ќе продолжиме со проектот паричен надомест за секое новородено дете во општината, проектот за гасификација на општина Неготино, изградба на стамбено деловен центар на местата на салата Партизан, изградба на деловен комплекс на местото на старата гимназија, поддршка за формирање на мали и средни бизниси, продолжување на проектот детски игротеки во населените места и уште многу други проекти. Почитувани, ова се сепак само дел од проектите содржани во нашата програма за работа. Програмата што ја нудиме е обемна, но остварлива, реална, јасна и прецизна. И во неа се содржани потребите и барањата на граѓаните од општина Неготино. Општина Неготино поседува соодветни човечки ресурси, добра инфраструктура. Јас и мојот тим со одлична организација, добра координација и домачинско работење пред се ќе овозможиме истата да се реализира во целост. Во целиот
оној дел што значи моја програма за локалните избори 2017 година, преовладува она што значи инвестиции. Инвестициите и работните места се апсолутен приоритет во мојата програма. Јас како иден градоначалник ќе направам се да го зголемиме бројот на вработени лица, а стапката на невработеност да ја спуштиме на најниско ниво во општина Неготино. Почитувани мои сограѓани, нудиме реална програма, нудиме работа, а како резултат на таа работа следуваат резултати, како и можност заеднички да ја направиме општина Неготино посакувано и најдобро место за живење во Република Македонија. Почитувани мои сограѓани, во недела на 15 октомври ве молам најмасовно до сега, излезете достоинствено, единствени како никогаш до сега, сплотени, заокружете го број 13. За кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија Златко Пенков и реден број 13 за советничката листа од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Почитувани мои сограѓани, почитувани пријатели, остануваат само уште неколку часа до одржувањето на изборите во недела. Сите овие денови, јас, како кандидат за градоначалник на општина Неготино, заедно со моите сопартици и нашите коалициони партнери, се представивме во секој дом и ја побаравме вашата поддршка. Пред се, ви благодарам за топлиот пречек кој ни го пруживте. Неготино и неготинчани се свесни за изгубените 11 години на државната и локалната власт, заедно со ВМРО ДПМН. Покажаа дека не се способни да направат ништо добро, ниту за општината, ниту за граѓаните. Почитувани сограѓани, драги пријатели, јас го имам планот за живот во општина Неготино. Програмата што ја нудиме е составена од секојдневните наши заеднички проблеми. Решавањето на деценискиот проблем со водоснабдувањето е мојот врвен приоритет. Не сакам да звучам како претходните кандидати за градоначалници и луѓето кои ја добија таа функција. Во изминатиот период ветува, но ништо не остварија. Денес е состојбата друга. Зоран Заев е првиот премиер кој јавно вети решавање на овој проблем. А сите сме свесни дека нашата општина сама не може да го реши оваа прашање. Ајде да го искористиме оваа прилика, имаме шанса. Го имаме Зоран Заев, а Зоран Заев е човекот кој се води под мотото зборот е збор. Состојбата со уличното осветлување во која моментално се наоѓа не прави општина која многу пари губи во електрична енергија. Сакаме постојаните живини светелки да ги замениме со енергетски ефикасни. Околу инфраструктурата на градот ќе се залагаме за реконструкција на сите оштетени улици кои во градот, како во градот, така и во населените места. Ветуваме изградба на 15 километри нови улици во населените места. Мораме да го доизградиме патот Горни Дисан-Вешје и патниот правец Калањево Бела Вода. Ќе го уредиме излетничкиот локалитет Бела Вода и да отвориме простор за алтернативен туризам во општината. Ветуваме решавање на сообраќајниот хаос во кој се наоѓа нашата општина, преку изградба на кружни текови и паркинг простор. Заедно со Министерството за труд и социјална политика ќе изградиме нова детска градинка во Неготино. Ќе ставиме крај на долгите списоци за чекање за сместување во градинките. Почитувани мои сограѓани, ветувам дека секојдневно ќе бидам во контакт со Министерството за здравство се до конечно добивање на здравствен дом Неготино како вистински сервис за потребите на нашите граѓани. Отварање на затворените оделенија во здравствениот дом мора да има. Неготино заслужува и здрава животна средина за сите. Јавното предпријатие Комуналец мора да се реорганизира, мора да се воспостави интегриран систем за управување со отпад, да расчистиме со појавата на дивите депонии и да добиеме правилно управување на депонијата. Секојдневното собирање на смет, чистењето на улиците е обврска на јавното предпријатие, тука немаме компромис. Парите крај гајџаните
е главната цел на општина Неготино. Че обезбедиме еднакви услови на домашните и странските инвеститори. Че вложиме во младите за отпочнување на нови бизниси. Посветена и одговорна работа ги носи парите директно кај граѓаните. За населените места, главна цел најпрво ќе ни биде да им ги вратиме местните заедници. За тие да можат да дадат придонес во изготвување на планот за решавање на нивните проблеми. Ја отвараме локалната самоуправа, за да може секој граѓанин да добие навремени и квалитетни услуги. Воведуваме нов модел на отворена и услужна општина за сите. Почитувани, зад програмата на Социјалдемократскиот сојуз стои тим од 15 советници, кои се спремни и полни со енергија за нов почеток во општина Неготино. Промените кои се случија на државно ниво, време е да ги направиме и за локално ниво. Заедно со централната власт можеме лесно да функционираме и да ја издигнеме општината на здрави нози. Доста е, време е, резервен живот немаме. Тоа што ќе го направиме денес, ќе остане наследство за нашите поколенија. Да ги здружиме силите за подобар и поквалитетен живот. Да излеземе и да гласаме за бројот 19, за живот во мојата, за живот во твојата, за живот во нашата општина. Да гласаме за подобро Неготино, за подобар живот во Неготино и населените места. Драги мои сограѓани на општина Неготино, од осамостојувањето на Македонија па до денеска имавме прилика да ја осетиме милоста на двете партии што ја даруваа за Неготино. СДСМ во времето во кое владеја се нарекуваше време на транзиција, кога фирмите се трансформираа во приватни. Начинот на кој тоа се направи, со сите последици за граѓаните на Неготино, јас слободно би го нарекол време на економски масакар на граѓаните на Неготино. По доаѓањето на ВМРО на власт, бевме сведоци на отварање на големи фабрики со масовни вработувања. Во Неготино не се случи ништо. Наместо отварање на фабрики, во Неготино новите газди на фирмите кои ја создава економската благосостојба во Неготино, по приватизацијата истите фирми почнаа да ги користат како орудие за економски терор на населението од Неготино и Неготинско. Тој терор се манифестираше со постепено отпуштање работници од работа, со неисплаќање на неколку плати во текот на годината. Нашите сограѓани, вработени во тие фирми, беа оценувани да даваат изјави дека се откажуваат од оние неисплатени плати, за да можеле газите да продолжат со работа со фирмите. Тоа траеше со години се до конечното затварање на тие фирми. Винарската визба по Вардарје и таа на исти начин го спроведуваше теророт над нивните вработени. Но тоа по Вардарје и до ден денешен ги тероризира скоро 2700 лозари од Неготинско и Демиркаписко и неколку илјади лозари од Кавадарци, бидејќи и таму новите газди на Тиквеш уште посурово ги нападнаа кавадаречките лозари со тоа што воопшто и не им го откупуваат грозјето на лозарите, па се принудени да го носат истото во Вардарје. Овој терор во Неготино се уште се спроведува во цегланата и винарската визба по Вардарје. Никој од Неготино не се одлажи да прозбори за овој вид на терор, кој што не е ништо поразличен од вооружен терор. Сведоци бевме на бегалци кои минеа покрај Неготино заради војните кои се водале кај нив. Сведоци сме и на бегалци кои бегаат од Неготино заради економската војна која ја почнаа двете најголеми политички партии во Македонија, СДСМ и ВМРО-ДПМН. Во 2006 година, кога на власт дојде ВМРО, во првиот месец од мандатот донесоа закон за минимална плата. Уште на стартот им дадоа сигнал на работодавците и на странските инвеститори до кои граници може да биде платата на македонецот. Овие денови СДСМ исто така носе закон за минимална плата. Па, драги мои сограѓани, платата по сите норми за дефинирање на плати треба да се заработува спрема учинокот на работникот или службеникот, а не да се утврдува врз основа на некаков си тероризирачки минималец. Висината на платата на вработениот е основна мотивација за тој да го пружа својот максимум во работењето и само така може да има напредок во едно општество. Дека двете партии на терен делуваат заедно, почнувајќи од државните институции, па до локалните во Неготино, тоа ќе ви го потврдам со еден факт со кој сите ќе се согласите дека е така. Пред 2 години во Пржино ВМРО им започна двогодишна обука на сегашните министри од СДСМ со плата од буџетот на државата, без одобрение на народот, односно без избори, да сега после парламентарните избори истите тие луѓе станат легитимни министри, иако пак
мнозинството од македонците на изборите за тоа не се согласи. Во општината во Неготино се случува истото. 20 години шеф за локален економски развој на Неготино е човек од СДСМ, а се менуваат само градоначалниците од едната и од другата партија. Градоначалниците од двете партии и шефот за локален економски развој, Неготино и Неготинско го доведоа до локална економска катастрофа. Мојата главна стратегија за функционирање на општина Неготино е во насока на заживување на стопанството. Во општината ќе се залагам за поедноставување на административните процеси и намалување на давачките за добивање на дозвола за градба на собствениците на фирми кои ќе имаат цел за изградба и отварање на стопански субјекти. Иако Неготино се наоѓа на прекрасно геостратешко место покрај автопат и железничка пруга, досега се уште е заобиколувано од страна на бизнис елитата за отварање на предпријатија, а со тоа и да се подобри економската состојба во градот. Истото се случува и за странските инвеститори. Единствена причина се административните бариери на самата општина, во која за документи се чека и по неколку години. Најголем приоритет ќе биде изградбата на агроберзата во Неготино, со која ќе се надминат огромните проблеми во продажбата на земјоделски производи. Неготино е идеално место за изградба на еден ваков стратешки објект, со што ќе се овозможи и вработување на поголем број граѓани од Неготино. Агроберзата е најважна алка од синџерот наречен аграр во Македонија, бидејќи и покрај милионските суми на евра што ги дава државата во земјоделието во форма на субвенции и грантови за опрема и механизација, за модернизација и осовременување, крајната цел за секое производство е тоа да биде продадено. А такво е единствено место за продажба на земјоделски производи токму агроберзата. Огромен проблем за градот е и водоснабдувањето, што во денешно време е апсурд за дискусија. Водата е основен ресурс за живот. Со водата е директно поврзан и индустријскиот развој за една општина. Таа служи и како средство за одржување на хигиенските услови во предпријатијата, за загревање и ладење на постројки и слично. Ваквата состојба во Неготино, со недостиг на вода, не нуде во перспектива никаков развој. Како потенцијален иден градоначалник на Неготино, ќе се залагам за рок од 18 месеци во градот 24 часа да има вода. А доколку не го решам тој проблем во дадениот рок, самиот ќе си поднесам оставка. Индустријските зони ќе бидат обезбедени со патна и комплетна комунална инфраструктура, за да може секој потенцијален инвеститор слободно да инвестира во Неготино и непречено да си го извршува својот бизнис. Ќе ги искористиме до максимум сите мерки од програмата за рурален развој што ги нуди државата за изградба на инфраструктура со која ќе се подобрат условите за живење во руралните средини. ИПА и ИПАРТ фондовите за Неготино како инструмент за предпристапна помош за Македонија ќе бидат во целост исползувани. Веќе 9 години во рамките на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието сум координатор за рурален развој за регион Скопје. Токму во овој дел и перспективата на Неготино и на државата во целост, да можеме да ја искористиме и насоките на Европската Унија, за која цел таа издвојува и до 45% од нејзиниот буџет токму за реализација на проекти за развој на руралните средини. Поедноставно кажано, Европа издвојува огромни средства за создавање на услови за производство на храна во тие рурални средини со подобрувањето на патната, комуналната и друга инфраструктура за подобрување на квалитетот на живење во овие средини. Комуналната инфраструктура во Неготино и во селата е во катастрофална состојба. Ќе обезбедиме целокупна и комплетна опрема за селектирање на отпадот, кој понатаму така селектиран и рециклиран ќе послужи како полуфабрикат. Ќе изградиме и прочистителна станица за отпадните води. Органскиот отпад од населените места и од прочистителната станица ќе се третира во биодигестори за производство на биогаз. Вака организирано комунално предпријатие со комплетна опрема и комунална инфраструктура, Неготино и селата нема да има отпад, а со тоа и депонијата нема да биде тоа што е сега. Така општина Неготино ќе стане најчиста средина на Балканот. Сето горе споменато, да можам да го спроведам во дело, ќе мора да имам силна поддршка од институциите на државата, бидејќи и Неготино е дел од Република Македонија. Сведоци сме на масовно исилување на млада популација заради економските услови во Неготино, а тоа ќе се сопре со создавање на услови за отварање на нови стопански субјекти, со што на пазарот на трудот автоматски ќе порасне и цената на работната рака и ќе се задржи населението во нашето Неготино.
Овие избори ни даваат можност да ја покажеме нашата гласачка мудрост, да одбереме човек кој со неговото живење и делување во нашите Неготино има создадено услови на благосостојба на неколку илјади семејства во Неготино. Таа благосостојба се манифестира во форма на стандардот на живење на тие семејства, во форма на материјални добра за подобрување на условите за работа на неколку стотици семејства, во форма на локална инфраструктура за подобрување на условите за живење во неколку селски средини. Драги мои сограѓани, да се одбереме градоначалник на општината кој ќе ја води врз основа на заедничките потреби на граѓаните, а не по теркот на партиски врвови. Затоа на 15 октомври на гласачкото место во гласачкото листче ќе го заокружите бројот 45. Понудивме 15 минути за сите кандидати. На кандидатите беше правото да изберат дали ќе го потрошат целото време за бесплатно представување. Ги проследивте представувањата на кандидатите за градоначалници на Кавадарци и Неготино. Во недела од 7 часот гласачките места се отворени. Ваше изборот, ваше е правото на одлучување. Немојте да прифаќате никакви притисоци, закани или уцени. Правото на глас е право на секој граѓанин. Благодарам за вниманието и ви посакувам пријатни мигови со нашата програма, а на сите кандидати среќа на изборите во недела.